Нашата тематска вечер. Жените што сменија светот. Денеска ќе запознаеме храбри, паметни и добри жени кои покажаа дека секој може да направи голема разлика. Здраво, јас сум Марија Кири. Родена сум во Полска, работев во Франција како научничка. Истражував нови елементи и помагав науката да напредува. Бев прва жена што доби Нобелова награда, и тоа 2 пати. Верувам дека со труд и учење може да откриваме нови нешта. Никогаш не престанувајте да учите. Јас сум Валентина Трешкова, бев првата жена која лета во Вселената. Пред да станам космонаут, работев во фабрика и скокав со подоран. Со многу храброст и многу тренинг го остварив мојот сон. Сакам да знаете дека небото не е граница. Јас сум Амелија, бев пилот и летав над големи океани, во време кога малку жени биле пилоти. Јас покажав дека можеме да бидеме храбри и слободни. Секогаш следете ги своите соништа, дури и ако изгледаат невозможни. Јас сум Роза Паркс. Еден ден одбив да станам во моето место во автобус, затоа што верував дека сите луѓе се еднакви. Со тој мал, но храбар чекор започна голема пруга. Понекогаш најголемата сила е да кажеш не на неправда. Јас сум Рут Бейдер Гинзбург, бев студијка во Врховниот суд на САД. Се борев за еднакви права на жените и мажите. Верував дека законот треба да биде праведен за сите. Со упорност и знаење можеме да донесеме правда. Јас сум Роза Луксембург, се борев за правда и подобар живот за работниците. И се почнав да си го карам своето мислење дури кога беше тешко. Верував дека сите луѓе заслужуваат слобода и еднаквост. Опасностите продолжуваат да зборам за прознанието. Верувам дека една книга и едно дете може да опременат свет. Јас сум мајката Тереза и помагам на сите сиромашни и болни луѓе. Научи дека и немалото добро дело може да прави голема разлика. Бидете добри и грижете се за другите. Јас сум Фрида Кало, бев уметница од Мексико. Покрај буките и тешкотиите продолжив да сликам и да ги изразам моите чувства. Научив дека различно се убавени, дека треба да бидеме горди на тоа кои сме. Браво! Откриваме нови нешта. Бидеме храбри и ќе веруваме во себе. И се бориме за правда. И ги следиме нашите соништа. Зборуваме кога нешто нема да е праведно. Ќе помогнеме на другите. Ја почитуваме разликата. Ќе го ценим образованието. Ќе шириме љубов и добри. Секој може да направи разлика, нека успеме. Не е само ден за подаръците, го ден за инспирација. Готови за ние што ќе да смениме светот. Што треба да кажеш? Луѓе? Благодарам. Благодарам за поддршката и храбростта со кои им помагаш на другите да растат. Ти благодарам за твојата сила која ти погиноси семејствата и заедниците напрешу. По повод 8 март изразувам длабока благодарност за се што значи да се биде жена. Благодарам за љубовта што не се вечна да даруваш и што го прави светот потопол и подобар. Ти благодарам за храброста. Секогаш да стоиш исправена дури и кога е тешко. Благодарам за мудростта што ги водиш и инспирираш другите. Ти благодарам за трпението и разбирањето што внесува мир во нашите животи. Благодарам за твојата способност да ја способиш нежноста со огромна сила. Благодарам за твојата интелигенција, посветеност и визија ја обликуваш еднината.
Слава, искрено ти благодарам за што си и за што прави. Ти благодарам за креативноста и убавината што ја внесувате во секојдневие. Ти благодарам што си извор на надеж, сочувство и инспирација. Почитувани присутни, драги мајки, наставнички и пред се драги девојчиња, денес на 8 март не обележуваме само датум, денес славиме сила, славиме храброст, славиме истрајност, славиме љубов што не се предава. Жената е типка сила што носи светлина дури и тогаш кога е најтемно. Таа е столбот што го држи домот исправен и гласот што го менува општеството. Таа е раката што милува, но и умот што создава, води, одлучува и гради иднина. Нашите девојчиња денес растат со соништа поголеми од било која пречка. Тие се храбри кога учат, кога прашуваат, кога се борат за своето место. Храбри се кога веруваат во себе, дури и кога некој ќе се обиде да ги поколеба. Во нивните очи гледаме идни докторки, наставнички, научнички, уметнички, спортиски лидерки, но пред се гледаме луѓе со срце полно со добрина и сила. Жената не е само столб на семејството, таа е темел на општеството. Таа создава животно, создава и идеи. Таа воспитува генерации, но и менува системи. Незината заложба не се мери со часови, туку со пожртвуваност, љубов и непоколеблива вера, дека утре може да биде подобро. Храброста на жената често не е гласна. Таа е типка, но постојана. Таа се гледа во секој откажување од себе, за доброто на другите. Во секој нов почеток, по пат, во секоја насмевка и кога е најтешко. Драги девојчиња, бидете смели да сонувате, бидете гласни кога треба да се слушне вистината. Бидете нежни, но и силни. Никогаш не дозволувате некој да ви каже дека нешто не е за вас. Светот му припаѓа на оној што верува во себе, а ви имате сила што може да го промени. Нека 8 март не биде само еден ден на честитки, туку подсетник дека почита, еднаквост и поддршката кон жената треба да бидат секојдневие. Да славиме жената како мајка, како ќерка, како сестра, како пријателка, како лидер. Да славиме нејзината храброст, нејзината борба и нејзината искрена љубов. Среќен 8 март. Драги мои девојчиња, верувајте во себе, затоа што кога ќе пораснете можете да бидете се што ќе посакате. Успешни, храбри, мудри и свој. Светот ве чека да го освоите со знаење, добро не е само добро. Кренете го во вашиот глас и секогаш изборете се за подобро утре. Никогаш не се покорувајте на неправда и не дозволувајте да бидете малтретирани и злоупотребувани. Вие вредите многу повеќе отколку што некој може да ви каже. Ви благодарам. Благодариме за одвоеното време.